Почитувани, додека власта сака да им каже на луѓето дека не знаат како да живеат, дека цените не растат, дека не е се поскапено и дека тече мед и млеко, сите податоци покажуваат дека граѓаните живеат се потешко и се посиромашно. Синдикалната минимална кошница е поскапена за речиси 5000 денари само за една година. Во исто време минималната плата порасна за само 1800 денари. Зеленчукот поскапел за 63,3%, а овошјето за 33% само за една година. Инфлацијата е 4,8% и ги јаде примањата на граѓаните. Реалната плата во јуни порасна за само 3,8%, додека со мерките на СДСМ растот беше над 11%. За прв пат по подолго време имаше и пат на просечната плата споредено со претходниот месец. Со други зборови, цените растат, платите мируваат, а куповната моќ на граѓаните паѓа. За само една година власт на ВМРО-ДПМНЕ, Македонија е доведена во најголема економска несигурност досега. Министерката за финансии Кочовска вели дека владата, замислете, немала магично стапче за инфлацијата. Тоа, почитувани, е само изговор. Владата не е таму да се правда додека се луксузира на грбот на народот, туку да преземе мерки. Сите земји во регионот, Србија, Бугарија, Хрватска, имаа навремени мерки и интервенции за цените и инфлацијата. Само во Македонија граѓаните се оставени сами на себе. Немаме магично стапче е врв на неспособност и значи дека оваа власт нема ниту план, ниту волја да им помогне на граѓаните. Не треба магично стапче, треба владата и пратениците на ВМРО-ДПМНЕ да ги прифатат предлозите на СДСМ за покачување на минималната плата на 500 евра, на укинување на ДДВ за храна и покачување на платите во сите сектори. Платите во Македонија се само 35% од европските просеци на цените, пак достигнуваат 60% од европскиот просек. Тоа во превод значи дека граѓаните плаќаат речиси европски цени, а живеат со 3 пати пониски плати. Проблемот не е кај работниците, ниту во магичните стапчиња, туку во оваа влада што свесно држи ниски плати за да им одговара на бизнис елитите блиски до ВМРО-ДПМНЕ. Почетокот на есента, почитувани, еден од економски најтешките периоди за македонските семејства и СДСМ ќе ја продолжи борбата за повисоки плати. Законските решенија повторно ќе ги поднесеме. Тоа е борба за достоинствен живот.